Почнал со малечко клавирче, а денес настапува на големи бини. Навистина е роден да биде пејач, но не било секогаш лесно. Викам, ако пеам со уште некој, ја ќе излезам, сам нема шанси. Имало еден момент. Почнам да свирам нешто, татко ми вика, види го и... Замисли го ова. Имаш закажен спот, а не имаш песна. И заминавме за Турција без песна. Чекай, во автобус? Во автобусот, да. Како? Од страв, притисок и импровизација се раѓаат песни што стануваат хитови. Еден на еден, сезона 17 со Владко Лозановски. Добро дојдовте нова епизода од Еден на еден, сезона 17 и тоа со наш стар пријател. Стар? Па не е толку стар. Старо млад. Старо млад пријател, така да Младо стар. Владко Лозановски, со кој што, Владче, не знам кој пат си во еден ден. Многу. Да земам да ги бројам, искрено, да. десетина се сигурно. Пошто имаш многу мали појавувања. Така е, да. Па на секој трет. Сигурно. Да, на секој трет. Многу ми е кеф Исто име, да. што си тука повторно, зашто поводот е многу убав пред се. Да. А тоа е концерт кој што го правиш на 7 март во Арена Борис Трајковски, што е за тебе, предпоставувам, возбудлива работа. Дефинитивно, да. Одамна немаш направено голем концерт. Сигурно имаш 6 години, 7. 6-7 години, да. Да. На некој начин и претходниот пат беше во март и тоаш баш она се поклопува да е баш онака 7 години. Сега се 6 и нешто. Така да баш ми е мило што ќе се случи повторно такво едно големо здание, еден голем спектакл и искрено не само јас, туку целата екипа кој што работиме на концертот, бендот, со душа чекаме да дојде 7 март, да си поминеме најубаво на целиот свет. Ќе биде многу добро и ги поканувам сите на 7 март да се... Што ти, знаеш, впечатокот од луѓето? Пријатели, не знам, познаници, на краишта и Да. случајни минувачи кои те запираат за фотка, за едно друго. Што те прашуваат околу концертот? Што е прво, второ што сакаат да знаат? Па не знам, на некој начин луѓе кои ќе ги видам вака на улица, па и блиски пријатели ми кажуваат прилика што чекаш толку долго. Зашто тоа чекаш? Може би очекува пример нешто ко знаеш на некој светско првенство или европско на секој 4 години нешто да се слуша, може би така треба да биде. Може би најдобро е секоја година да се прави, да се слуша македонска убава музика. Она што го слушам вака од улиците, од пријателите, се збираат онака екипно, кои што би сакале да дојдат на денот, поради тоа што е ден претходно за 8 март да ги некако изненадат и нивните. Да, има К15 убаво видео. Да. Да имаме жени кај да ги носиме за 8 март на 7. Видеото е секоја чест за видеото кој што го направи, голем поздрав и до К15, секогаш инспиративни и креативни кога нешто прават и јас сум голем фан. Кога нешто поддржуваат, тоа е тоа. Да, дефинитивно, секоја чест. Тие се голем бренд македонски. Најголем, да. Најголем, дефинитивно. Така. И баш ми е мило што го поддржа овој концерт. Владче, знаеш, сега сигурно исчекувањето е големо. Знаеш, сега како што тече времето, веројатно таа антиципација, анксиозност, некоја позитивна, нормално си расте кај тебе, кај бенд. Сега ќе спомнеме, тука се голем дел се вклучени во организација, еден куп и од продукција, организација и тука и Лазе, твојот партнер, како да го кажеме, продуцент. Танчари, лајт, саунд, стејдж, што се не, значи големо е ова што го правиш и тоа е супер. Од искуство некое гледано, повеќе уживаш во процесот или во реализацијата? Знаеш, зашто тоа нешто трае 2-3 сата, колку и да е. А процесот на подготовки трае со месеци и месеци. Дефинитивно, да. И како правиш паралела на тие две работи? Знаеш, чисто доловини малку што се случува внатре. Дали уживање или мачење е процесот на подготвување такво нешто? Па без процесот реализацијата не е возможна на некој начин. Процесот е долгорочен, морам да кажам. Се работи до детали, во сегменти, тие детали па после се делат на уште помали елементи.
се појавуваат цело време некои моменти кои што да не се заборават, а да се вклучат во концертот. Нормално едно без друго не може. Тоа е на голема целина. Сите тие неколку атоми кои што се вклучени за концертот треба да се бидат во една единка, како што се танчерите, бендот, мојот пријател музички продуцент Лазар исто така. Фактички ние сме сите како да работиме за Лозано. Јас работам на пример, јас сум Владко и работам за Лозано кој што треба да се реализира еден успешен уште наш голем концерт. Правиме нови аранжмани на концертни аранжмани, нови песни. Тоа да го објасниме, дел по дел да фатиме. Знаеш, кога ќе им кажеме на луѓето тоа, не знам баш дали го разбираат тој момент, бидејќи песната како песна е снимена во студио. И окей, тоа е готово. Таа песна се изведува на некаков начин кога имаш свирка. И сега обично на таа свирка настап тука имаш тројца, четворица, петмина бенд, како и да е. Ова што се подготвува и тука е тој моментот на аранжман што би сакал да им го објасниме, зошто е сосема друга ѕверка? Конкретно некоја песна кажи ако ти е полесно во објаснување. Еве ќе спомнам, сите тие песни си се како своје поглавје. Добро. Например, еден Мас Кембл, например, кој што е на моја песна, едно е која што се слуша како аудио, така, но таму ќе се види во едно поинакво доживување аранжмански, каде што ќе се гради таа песна, но исто и визуелно ќе се доживее таа истата песна, не само како аудио, туку и визуелно каде што ќе ја видат присутните на концертот, каде што се вклучени, морам да ги поздравам и танчерското студио Бах од Струга, кои што имаат припремено прекрасна костимографија, прекрасна сценографија и секојдневно сме во комуникација со нив и ностоп ни ги праќаат тие кореографии и сценографии, девојките што играат се прекрасни, полни со елан. Ќе бидеш вклучен во некоја? Па се работи на случајот, цело време ми подметнува на некои акробатски работи. Направи. Ми е страв нешто со препони да не направиме проблем. Ај ти спортисти, немаш гајле. Така да ќе бидам вклучен во одредени сценски настапи, но ете нека биде изненадување на сабота на 7 март. Како одат пробите? Ај во моментов да кажеме, нели ние снимаме малку однапред, но не е толку важно. Пример како оди еднаш неделно, 2 пати неделно, како се пробува? Дали се пробува цел бенд, дали само ти имаш одредена работа? Да. Па генерално се пробуваат костурот кој што е во овој момент на реализација на пробите. Костурот, тоа се нормално да кажам, басистот, двајцата гитаристи, клавиатуристот, бубњарот. Основата да кажам. И после тоа нормално се приклучуваат сите оние дополнителни изведувачи како бек вокали или дополнителни инструменталисти. Имате фиксна проба пример во неделата нешто? Па обично вторник, среда гледаме да се како собиранки да кажам за клучни. И се свири цел концерт примерно проба или како? Па првично се прави по неколку песни, да кажеме, кај што ќе се повторат неколку пати. Да кажем, кога мене ќе ме немаш, додека не се стегне, дур не легне, пример, продолжуваме на следната и после тоа нормално финалните проби генерални кои ќе бидат, тоаш мора целиот концерт да се сметаш за на скалава, ако овде е перфекционизам, а овде е некоја самодоверба и ајде да кажеме опуштеност, кај си на скалава? Зборам во текот на пробиве. Сега, знаеш, дали си од оние критични, што самокритични, што кон бендот, ништо, мораме пак, дечки, не е тоа, ти на тој дел на акордот, на Б делот, на... Да. Па добро, генерално, гледаме секој инструменталист си носи нешто свое и убаво да си даде еден автентичен звук, автентичен знак кој што е како свој инструменталист. И нормално да се запази она прогресија, хармонска прогресија кој што има таа песна. Да, ама кој процент на перфекционизам бараше од човек до човек многу различно. Па добро, се, ајде, ако збориме во тек на проби. 7,5. Да кажеме, но нормално бенд е во прашање, каде што е природна работа, гледаме да е
како да... Нема лутење, пример, не Нема. вика, ле, сега пак ли бе влаче, па 4 пати ја свиравме. Добро, некои работи мора да се запазат каде што луѓето ја слушнале така како оригинал, и ако има некоја фраза која што мора да се отсвири, таа мора да се отсвири. И на точно тој начин. На точно тој начин, така да има отстапки, нормално. Сепак е бенд во живо и ќе биде многу Се одишувано. плашиш од тој момент, знаеш, кога ќе кажеш тоа, сепак е бенд во живо, знаеш, како да... Пази, тоа е многу човечки, патам кажано. Не може се да е совршено и веројатно не ни очекуваш да е се совршено, ако е така, значи си сигурно ќе бидеш разочаран. Не ти, него било кој, ако влегуваш во нешто, ова ќе биде 100% совршено. Така е. Нема шанси. Нема шанси, точно. Но моментот на бркање на ајде да речеме колку што можеме поблиску да сме до совршенството, знае да биде и многу мотивирачки, но и многу да те ограничува на некој начин. Односно, бркањето на тоа, иако е недостижно, да те направи онака да малку се изгубиш. Сега, баш поради тоа што си немал толку години голем концерт, дали, знаеш, кај си во чувството на, пак ќе речам, опуштеност и страв, можеби, трема позитивна, дали очекуваш дека тоа ќе расте се до 7 март? Во кој момент би се почувствувал сосема комфорен и дали воопшто ќе се почувствуваш? Бидејќи, зошто да не, некои воопшто не се ни чувствуваат комфорни се додека не застанат на сцена. Па, мислам, се додека не излезиме на бина, нема да сме комфорни сите ние. Поради тоа што има нормално стрес, многу притисок, одговорност е голема. Од една страна, пак на некој начин, некои работи кои што не можеш да контролираш, едноставно си мислиш да не снема струја, сега, не знам. Добро, може така, таков така, момент да дојде. Така е. Не знам. Може гитарскиот процесор може да откаже. би гитарскиот процесор да откаже, Тоа е. не знам, да пукне кик или не знам. Али добро, тие таквите работи се решаваат и нормално кога се работи некогаш под стрес, под притисок, обично одма ги решаваш работите. И гледаш да се заврши работата глатко, онака никој да не забележи. Нормално, ние сме толку искусни и толку години и функционираме на естрадата што секој си знае својата работа и може да се фала му на Бога досега нешто експлицитно да се деси така нешто на лайв перформанс, ме немале искрено. А мислиш дека честопати знаат музичарите да претераат во самокритичноста во сега ќе ти објаснам кој момент. Аха, таму сгрешивме тоа и тоа, а буквално никој, значи нема ни да речам 99%, него буквално никој од публиката нема не да примети. Добро, ние го приметуваме поради тоа што секојдневно ги свириме тие песни. И се, например, не знам, ако во некоја песна има некој цедур, нема никој воопшто да примети дали е тоа квинтакорд, дали е секстакорд или терц квартакорд, пример да кажем. Не биде безобразен се. Да. И се едноставно некој музичар од толку многу правење на проби сака да го направи совршениот акорд кој што е прикладен за тој аранжман. Така да како и да е, све ќе биде супер и се надеваме на недоброто сценарио. А ќе им биде интересно на фановите. Знаеш, некој кој што ги преслушале твоите песни по многу пати. Не знам, може нема ни да ти текне, но да пробам. Има ли некој дел од некоја песна кој што е особено тежок да се совлада? Или да се доведе до она ниво на кој што сакате? Знаеш, пример. Во смисол на вокално или нешто инструментално или аранжмански? Било како, знаеш, во дел, види, во таа и таа песна, тој и тој дел стварно посветуваме многу време. Тешко е да го направиш да е баш. Па добро, сега кога пак ќе кажам... Ова е баш за фановите зборам. Да. Пак ќе кажам, поради тоа што сме имале толку многу концертни последниве периоди низ Македонија и надвор од Македонија, генерално ги знаеме како функционираат песните, но има работи кои што мора да се внимаваат, на пример на некои прекршоци на некои Слободно кажи која песна, знаеш. Пример е да кажеме, не знам, нема ден, нема ноќ, има еден тонален скок каде што мора да се внимава. Пример, Адамо влегува во цемол или не знам. Тоа како оди со вокалот? Па тоа е еден регистар помалку подолу од пример. Нема испеј го да го чуем.
Имаш очи како океан, поубави на свет ги нема, знам. Се не можам тоа да го доловам кај што влегува одамол во цемол, али тоа си природен процес. Не знам, еве кај последната песна Купи ме. Најновата. Да, најновата песна. Треба да си тоа како загреан вокално, за да некои моменти таму каде што се во рефренот, за да се доловат. Значи тоа како спортист. Како спортист, Знаеш, да. дур Мора не се загревање, истегнат да. мускулите, дур не знам. Да, сега има некои песни каде што си комотен, нема потреба многу од загревање, но има пример како, не знам, Блиско до мене или Купи ме, или ова лето ќе се памти каде што се Малце на потешки, моменти се позактевни, мора грлото да ти е добро спремно. Така. Претходно. Од тебе повреме немам, знаеш, љубовта нема цена, знаеш ли, ме купи ти со насмевка. Џабе се, и злато и диаманти, џабе се, ако до мене не си со тебе, сите мигови милион вреда. Ајде купи ме со една насмевка. Ајде љуби ме, нека ти биде навика. Ти си делот што ми фали, ко денови во февруари. Ајде купи ме, купи со една насмевка. Ма џабе се, и злато и диаманти, џабе се, ако до мене не си со тебе, сите мигови милион вредат. Ајде купи ме со една насмевка. Ајде љуби ме, нека ти биде навика. Ти си делот што ми фали, ко денови во февруари. Ајде купи ме, купи со една насмевка. Ајде купи ме со една насмевка. Ајде љуби ме, нека ти биде навика. Ти си делот што ми фали, ко денови во февруари. Ајде купи ме, купи со една насмевка. До мене би била, во премиња ладни, до мене би била, со чебови празни, каде да сум, со мене остани. Ајде купи ме со една насмевка. Ти си делот што ми фали, ко денови во февруари. Ајде купи ме, купи со една насмевка. Кога сме кај спортистите, спортисти пред голем настан си имаат режим некаков. Сега ти од Карантин. искуство или од било што, знаеш, еве, што мислиш дека ќе правиш на седми целиот ден? Како би ти изгледал денот, се со цел да се доведеш до максинг, тоа го викаат джензи Да. сленгот, нели? Онака да си на максимум од капацитетот кога ќе дојдеш у Борис Трајковски Да. во, ајде речеме, 6,5. Па тоа е еден ланчен систем каде што треба да размислуваш и претходните денови што си правил.
Добро. А не е само денот, сакаш да кажеш? Не е само денот. Нормално, ако имаш напорни проби или настап или нормално после тоа самиот глас нема да биде во она задоволувачка ситуација. Мора многу мирување, многу сон. Претходниот ден мора убаво да се наспиеш. Не смеш да бидеш дехидриран. Мора константно вода. Што јадеш, пример, на таков ден? Доручек, ручек, што би ти било? Па, најверојатно нешто, најдобро е нешто со протеини, кај што има доволен момент на протеини и нормално не прејадување. И нормално утрото започнува со распевување и не многу заморување. Нормално сите кои што се занимаваат со пеење гледаат и многу да него абат гласот и со нормално и со разговори, каде што и самото разговарање едноставно е како на некој начин и пеење. Така да за да си комплетен на сцената треба да се запазат некои такви моменти. Добро, видиш, интересна работа. Значи тие неколку дена тивко зборуваш. Да. Во себе. Што вика Сашо Коцев, да. Ако те вратиме наназад, знаеш, за да видиме тој origin story, што би рекле, на Владко Лозановски. Во фамилијата, кои се тие што ти ја всадуваат љубовта? Кој директно влијае најмногу на тоа ти да засакаш музика до тој степен, да сакаш да се бавиш со тоа? Од започнувањето на... Так. Па добро, јас во мојата фамилија, од директната моја блиска фамилија, јас сум немал некој што се занимавал со музика воопшто. Едноставно, можеби со слушањето на музика ја засакал дополнително музиката, ја се занимавам после тоа со свирење, па со пеење. Морам да кажам дека татко ми, кој што сакаше убава музика едноставно, без разлика каков жанр дали е. Едноставно се слуша, тогаш имаше многу фестивали во текот на 90-тите, кај што имаше Валандово фест, имаше Цветници, Гоце фест, Роса фест, од фолк пример фестивалите, имаше прекрасни песни. Фолк фест Валандова институција беше човек. Да, дефинитивно. И се нормално тоа беа во касети, во плочи, дури од екс-југословенските беа на плочи и се слушаше избрана убава квалитетна музика и ја ги засакав тие песни нормално. А по друга страна, поп, рок музиката ја заслушав можеби од страна на кај моите братучеди, морам да поздравам мојот братучет прв Тони, Постари, кој што сигурно. да, постаре, кој што си сакаше на пример слушаше музика од Майкл Джексон, од White Snake, од Seal, не знам. Тоаш кога излезе пример, ја се сеќавам Брайан Адамс, Have You Ever Met a Woman? Love the Woman. Love the Woman, да. И кога ја имав на касета и колата паркирања долу, се сеќавам. Ја искина од вртење. 101. Можеби акумулаторот сум го потрошил не знам колку пати. Константно внатре си слушам музика, ваѓам една касета, ставам друга касета и едноставно тој период можеби немаше премногу музика, ама беше квалитетна и така да Види тоа, знаеш, кога ќе споредиш, интересна работа е, зашто вака како што кажеш и мене ми текнува на ја кога сум бил дете, постоја тие некој имаше од Oasis беше Definitely Maybe имаше еден албум. Так. Ерос имаше компилација Рамазоти. Ерос му ше викаше и компилацијата, таа беше што отепав од слушање. И не верувам баш дека во денешно време може, окей, но помали се шансите да се обседнеш со еден албум, просто зашто се ти е достапно. се е достапно. Ние нели во тој момент тоа го имаш, Тоа го имаш и го таа е вртиш во касетата. круг, во луп. Што да правиш? И да сакаш да го нема и ти просто се обседнуваш стварно и почнуваш да анализираш. Аха, бас линијата, перкусиите се вакви такви. На кој начин солото го отсвирил, вокалот не знам што направил. Мислам дека знаеш сепак тоа има некоја улога играло. Игра, да. Едноставно јас кога ги слушав најмногу мелодиските линии на пеачите. Многу не сум внимавал можеби на текстот, кога имало некоја англиска песна, пример јас сум лупал нешто по моје, не ни знам што се пеало едноставно, ама после тоа со текот на време
Едноставно слушаш што ви се зборува во текстот и така натаму. И многу сум ги сакал тие некои емотивни, посебно баладите, не знам. На времето кој излегува песни некои како на Мараја Кери или Селин Дион. Со таа француската песна, се не можам се седам на наслов. Добро, да. Тие беа прекрасни песни и повеќе баладите ме некако Оливер Драгоевиќ беше тоаш институција и таквите песни некако повеќе ме допираа до мене. А па моментот кога почнав прв пат да свирам, тоа беше едно малечко... Засвире хармоника, така? Засвирив, да, хармоника, едно малечко руско или словенско. Кој ти го купи? Твоите? Не беше купен, едноставно беше кај... Најдено. Да. Беше на пазар. Не, се шалам. Кај тетка ми, тетин ми покоен, каде што... Ова веќе е голема хармоника. Да, не е руската што збориш, да. Ова веќе е Royal Standard е ова, после купивме ова хармоника, татко ми ја имаше едно малечко со 2-3 октави, бевме на гости, ајде да видам што е. Почнам да свирам нешто, татко ми вика, види го и почнува нешто да го интересира. И така едноставно, кога купивме ова хармоника, Royal Standard, па почнав јас по културно-уметнички друштво на Искичево да си свирам. Добро, ма први знаеш акорди кои ти ги покажа? Па нема, едноставно бев на почетокот само, ке морам после тоа да го поздравам мој пријател Зоран Арминовски од Кичево, кој што во тој момент подучуваше деца кои што свираа хармоника во Кичево, ми помогна многу за да некоја техника да ја совладам тој период. И така продолжив да се дружам константно секојдневно со хармоника, да секојдневно да вежбам по неколку часови, дури да им досаѓам на А тука колку години имаш? Па Да речем. Па негде основно деление, не знам, од 6 на кај Така. 5-6 деление, претпоставувам. Така, значи 10 на години. 10-11 години. И после кога сакав да продолжам, кај нас за жал во Кичево никогаш немало ни нижо основно училиште, ни па средно, така да тоа било вака со пријатели кои што сакале да свират и или со другари кои што учиш од другар на другар. Некои делници или акорди. А добро, до ден денес што стигна, например, што све свириш, да треба да кажеш, на кои инструменти знаеш да се снајдеш? Не сега да си експерт, не знам што. Не свирам толку многу се. Нормално, све што е клавиатура, знам да го свирам. Да, тоа се јано, окей. Не е проблем. На гитара можам да се снајдам и тоа е тоа. Добро, па сосем окей. Може би да сум ги имал сите инструменти на дофат како дете, може би ќе сум почнал да тропам и да. Нормално кога си дете све те интересира. Нормално сега по поново време има многу работи на дофат, нормално ќе фатиш телефонот или ќе пуштиш YouTube, ама тоа било, немало телевизија. Например, кога требаше се свират некои песни на хармоника, ја имав некои стари касети, мораше да ја расипам касетата, примерно некој фестивал, за да преснимам некоја што оди на радио. Така. И веќе мора тука да се решиш дали ќе слушаш ова касета или ќе ја фрлиш. новото. Да, така. Значи тука си ќе отиде во историјата, ќе отиде тоа. Така функционираш и нема тука па да намалиш касета или како што е, така си ја свириш песна. Сега многу полесно, ќе намалиш пута 5, пута 20, пута 10, ќе офатиш акордот или трилер. Така, точно. И така, некои интересни моменти од детството. Како стигнуваш сега, еве си почнуваш сам, и си вежбаш, си правиш. Пријателот, окей, нешто покажува. И како стигаш воопшто да засвириш пред публика, бидејќи претпоставувам првите се веројатно во Кичево, така прв некаков настап. И свириш на што? На сајзер или на хармоника? Што ти се први настапи? Морам да кажам дека првиот инструмент покрај хармоника да беше и мандолина, морам да кажам. Тоаш во основното училиште имаше мандолински оркестар со учителот Даме. Во школото тоа што викаше Видо Смилевски бато, сега Владимир Полежиновски. И на некој начин можеби тие ми беле први моменти, ама заедно во оркестар. Со други деца. Со мандолински оркестар на приредба некоја училишна во Кичево. Тие ми биле можеби првичните, а имаше еден момент каде што учителот мој до 8 деление Зоре знаеше дека добро пеам, ама ми бев
едноставно страмежив да пеам и ми вика мора да пееш ти на приредба во на некоја приредба училишна, да испееш некоја песна и викам ако пеам со уште некој, ја ќе излезам, сам нема шанси да излезам. И баш мојот другар Јоцо Јордан Ѓурчевски беше со мене и пеевме Ангела Душо, Ангела Срце. Браво. И се истеравме и тоа ми беше на некој начин прв момент каде што испеав, каде што излегов пред публика, каде што те гледаат и родители, и роднини, и родители на мои школски и така. А во кој момент тргнува она настапи за џепарац, што се вика, знаеш, за некој хонорар, нешто? Веројатно тоа било некој си фолк момент, така? Дефинитивно. Турбо фолк или не знам што Не, било? турбо фолк не е. Не? Добро. Генерално. Тоа е по ресторани? Или? Првиот момент каде што сум го заработил како џепарлак, не сум модел со цел да го заработам. Тоа едноставно пак било со хармониката. Морам да кажам дека Како дел од група некаква, така? Па, морам да кажам каде што во Кичево, во Кичевско многу се слават тие што се православни Добро. празници, обично водици. И во сите села во околијата во Кичево се слави водици на големо и тоа Така. машки, женски водици понатаму. И со еден мој пријател Александар Матевски, Бато, мој пријател, тоа што свиреше на тарабулка. И во неговото село таму, од каде што е потекло, ме викна, ајде Лотко таму да додиме, Да се пуштиме. Па јас бев малечек, некој пак до 8 деление некаде. Ќе посвириме, ќе ги малце ентертејмент ќе им направиме на таму на луѓето и едноставно тоаш во тој момент не сакајќи ми беше првиот бакшиш да кажам. Так. Но Ти и Бато другарот. да, Он лупа, ти свириш. ние одевме со цел да вежбаме едноставно вие тоа што го да знаеме, се забавувате тоа што гајлеви. го знаеме да го прикажеме кај луѓето дека знаат дека ја свират. Добро. И свиревме, не знам, од 8 са бајле до 2 навечер и све што беше онака како џепала, како бакшиш, онака ни беше како Сигурно ти било фасцинантно така. Од кај дојдоа пари? Кај пари, а не да оди да заработам, едноставно да им покажам, види што знам. Па те вика после некој, пример ти вика придружи ни се на нашава група, се викаме, не знам, група Боеми, група не знам што е таа. Немаше таков момент, се некаде кога веќе започнав средно музичко да учам во Битола, а тоаш веќе се дружев и со синтесайзер, еве, со овој. Ова е во Кичево, во мојата детска соба. Ете во компјутерот, вклучен е битно. Тоа е Pentium, нешто, тројка, двојка. Се играло Age of Empires, нешто можда. FIFA многу сакам. А FIFA се играло, добро. Да, Age of Empires, да, точно, Counter. И бев во еден бенд, морам да ги поздравам, Steel. Така се викавте? Стил, тоа веќе постоеше во Аха, ти се во придружи Кичево, на јас се веќе придружив направен. како басист. Басист на Сайзер и Дигитален басист. да, дигитален и едноставно се снајдов и во тој момент. Па ова е аранжер Сайзер, па 50, Корк па 50 на времето беа, овие со дискови беа. И почнав со него да се дружам и да пеам низ Кафулиња, низ Кичево. И сега, што беше репертоарот тогаш? Кои беа песни што требаше да ги научиш за да свириш со стил? Да. Народните нормално песни кои што беа Ти ги знаеш од ги знаев, претходно да. или требаше да ги Не, научиш ги знаев, наменски? добро ги знаев. Поради тоа што нормално се дружев со хармониката и добро ги знаев тие песни. Тие беа песни кои што секој бенд низ Македонија едноставно ги свират на веселби. И А не се свираше нешто Мирослав Филич, нешто, не знам, Шабан Шаулич, нешто не се свирало. Знаеш зашто те прашам? Каде се заработувало подобро? Кога се свирало Драган Мијалковски или не знам? нормално треба да се започне прво со забавната музика, тоа си има своја тежина, без неа не може да се започне на весело, после тоа нормално продолжуваат оние седмици, деветки, ориентали, румба, а имало нормални веселби, кај што се пеело и ју музика, и поради тоа што бевме тазе излезени нормално од Југославија,
и се слуша и се пеа тие песни и се правеше нормално џумбуш. Немаше некои поделби, се пеаше буквално све. Од српско, од македонско, од југо, И да хрватско. не ја знаеш песната, си ја фаќаш? Од тие си што... Од бас, например, и да не знам таа песна, сум се снајдувал, да. Така? И не си Хармон- имал страв со тоа? Не, сум немал никаков проблем. Свирете ми ја таа и таа, нема гајде. Немам, се нормално, морам да ја знам, да имам чуено таа песна Секако претходно. добро, да. Но некогаш и да не чујам таа песна, едноставно знам природно што следува. Но нормално ако на почетокот тие песни со нормално текстуално сум морал да се подсетувам за после тоа нормално и да се пеат. Но кога станува збор за свирење, на некој начин ми било многу полесно. А ти пееше таму? Во група стил? Не, во таа група не. Не, после. После тоа. Добро, Нормално ај имаше само кажим на запамти го мислата. Што се седмици и деветки кажем на публиката, знаеш, не сите Добро, баш тоа го седмици за тоа разбираат. 7/8 песни како што Добро, си како што за Владко Стефановски целиот Да. опус, речи си, да речеме така, Море соко пие, Да, добро. што ме разбуди. Тие се све Јен, два, седмици. три, јен, И си ги два, спојуваш Така. во седомка. Деветка, Генерално не знам. македонски. Ја излези, стара мајко. Тоа е деветка или не знам. Или јен, два, три. Да, уште на тројка ставаш. Ориентал е сосема нешто друго, друг ритм. Ова се ритмови едноставно. Ритми, така. Така во Така. во тие музички кругови така ги викаме. Нормално има и други некои формули каде што ние се подразбираме. Не знам, ако треба да се пее да речеме во таа гужва не можеш да едноставно да разглабуваш, мора едноставно со некој еден знак да го кажеш, ако е на пример не знам, Гедур, ќе кажеш Гостивар или не знам, ако е Едур, ќе покажеш три прсти, каде што е нормално трет тон во скалата. И така некои скратеници мора Тоа е да стварно интересно да што викаш у гужвата вие не можете да комуницирате. Не може да. Не знам, едниот е вамо, другиот таму го завлекле. Не, мора со човек. Дојди вамо му кажеш на тој таму. А сега многу полесно каде што ќе вклучиш некој можеби микрофон за заемна комуникација и дури можеш и вицови нешто приказни да си кажеш. Да. На тој микрофон. Има ли нешто од тебе што прави да ти фали тој момент? Бидејќи тоа е склоп на многу работи. Прво, нели, авантурата и се ти е ново во тој момент, така? Второ, знаеш, тој хаос си носи и интересни работи, не дека е нели само хаос, туку постои интересно. Трето, не знам, анонимноста. Никој нит те знае, ништо. Можеш што сакаш да правиш, никој не се врти. Да. И знаеш кога ќе се сетиш дека тоа е време што е одминато и не се враќа, Да. што ти ствара? Добро, ја секојаш ја не се срамам од тоа, на пример, од кај потекнувам или од кај сум почнал, едноставно тоа со гордост го кажувам поради тоа што сум го правил, сум сега јас во моментов поради тоа. Од таму ми биле фундаментот, таму било корените и едноставно тоа било борба, но искрена борба, морам да кажам. Да научиш, на пример, да кренеш атмосфера, па да спуштиш атмосфера, да врзеш некоја песна со некоја друга. Едноставно тоа многу ми помага сега во овој момент, после 20 години, да кажам. И дури се уште може би истиот репертоар уште пред 20 години што се свирил, се уште се повторува на некој начин. така. Базата, фундаментот на сите тие песни, на сите репертоари се на некој начин тие песни, тогаш. Ти недостасува сето тоа, знаеш како гледаш на тој момент. Тоа не се враќа. Не се, тоа е носталгија, Нити например, можеш каде да што... си, знаеш, Да. анонимен како што си бил тогаш, нити можеш сега не знам да дозволиш да свириш кај некому на слава дома. Да. Не се случува едноставно тоа. Ама дали знаеш си гледаш на тоа како многу по-безгрижни времиња. Просто. Да, дефинитивно. Кога функционирав тогаш, све што се случуваше, на пример, во естрадата во Македонија, мене тоа ми изгледаше многу далеко. Недостижно, едноставно. Ја мислам, Односно ова кај што си сега да, било многу ме недостижно. вселено. Поради тоа што јас сум имал допирна точка со тоа што се случува тука. Сум немал некој човек кој што во мојата фамилија се занимавал со музика или некој да знае кој што е поврзан со естрадата во на македонската естрада. Едноставно све што дошло природно,
пошто било автентично, искрено, немало место каде што имаше многу локали во Кичево, беше многу жив град на времето, таму 2004-та, 5-та, морам кажам, 6-та. Секој чош, буквално на секој втор локал имаше, не знам, дали... И како имаше настапи? Еднаш, 2 пати неделно, 3 пати некогаш? Па најмалку 3 пати во недела. Најмалку 3 пати. Ого, Беше тоа е жив. ептен редов. Да. Беше жив град. Буквално публиката во Кичево слушаше секаква музика. Од народно, од ју, од рок. Јас сум бил и во, ете да кажам, и во рок, и во метал бенд на моменти. И едноставно секој жанр си се запазил во тој период од мојот живот. Не знам дали знаат луѓе од Кичево, се многу излезени јаки пејачи во историјава наша. Знаеш, сега да не ги може ќе заборавам некој, ама знаеш Калиопи, Владо Јаневски, Драган Мјалковски, Војо Стојановски, Владко Миладиновски, Спасен Силјановски и така натаму. Фудбалски тим. Човече, ова знаеш, опусов е огромен, има народни, има забавни. Зошто мислиш? Знаеш, има нешто или Не знам, може би да има нешто во воздухот. Не знам. Да, има многу. Панчо од ДНК има потекло. Има, да. Така? Морам да кажам дека од една страна затоа и бевме многу блиски со него поради тоа што неговата мајка потекнуваше од Кичево, мајка, на селото Подварош. И со текот на времето во кариерата многу дознав дека имало многу пејачи кои што потекнуваат од Кичево. Нормално како што ги спомнаа Калиопи, Владо, мојот другар Владче Миладиновски, Спасен. Морам да кажам дека од постарата екипа биле Веле Матески, покоен Веле Матески, кој што мислам дека во 70-тите делувал на Скопски фестивал, мислам. Можеби, како што кажам, можеби воздухот, можеби емоциите, луѓето, можеби не сме совршено технички сите, како да кажам, на високо ниво, но сме автентични. Се носи нешто. Можеби има нешто што го има тој регион. А Ранко Бубамара вели дека со Драган Мјалковски сте роднини. Та си го проверил или? Да, морав да го проверам тој факт. На неколку наврати ја слушнав таа информација дека со Драган сме роднини. Морав да го проверам тоа. Можеби да има потекло кичевско Драган, но поради тоа што можеби е Кичево помал град и фамилиите на некој начин се испреплетени. Колку што знам, ние директна роднинска врска немаме, но некоја подалечна оставаш на можност. Оставам, да, на можност. Но Драган е прекрасен лик, одличен пејач и баш ми е драго што ете играм. Жива легенда. Жива легенда, точно. Да е жив и здрав. Еден дом сред жолто лиси, стаенето во сите мисли, покрив тој е твој и кошмар тој е мој. Редок ми пред куќен праг, скриен поглед толку драг обој. Секој ден под иста стреја, кула без лед во воздух смеја. Мама како мен, па бујна како цвет, стојам долго јас, гледам чудно и без глас.
немам сила безкрајна. Ќе стопам се, ќе снимам се, што го прави глупав овој свет. Летај ми, летај главе, високо меѓу звездите, понеси радост главе, солзи нека има само во песните. Летај ми, летај главе, високо меѓу звездите, понеси радост главе, солзи нека има само во песните. Има еден галеб тажен, вода и солзи мој што броди. Има еден живот празен, да без ден да му се роди. Има очи многу топли, со бар, животен пран, галеб тажен разни крига в мојта душа, а да го слуша. Слушни плаче галеб мили, вода под сонце што се гаси. Бара помош, бара сила, вода од мракот да се спаси. Летај тивко, галебе мој тажен, до сонце, зароби го шанс, дај ми мало паче милост и до небо, истопи ми душа, истопи ми душа. Летај ми сонци мој, галебе мој тажен, летај кон неба твој, галебе мој тажен, летај кон очи топли, во мракот што тоне. Дај им сон, летни спаси ги. Летај ми сонци мој, галебе мој тажен, летај кон неба твој, галебе мој тажен, летај кон очи топли, во мракот што тоне. Дај им сон, летни спаси ги. Дај им сон, летни спаси ги. И, е, а, о, у. И, е, а, о. Мала вежба говорна пред да влезам во студио. Знаете како, без разлика дали имам добар или лош ден, во студио кога влегувам морам да влезам полн со енергија и навежбан. Сега сум подготвен. За денес ви го препорачуваме Good Nature Energo C, чајна мешавина со додатен витамин C. Кога сте малку без енергија, земете една шолја од оваа мешавина, хибискус,
плод од шипка, кора од портокал, корен од ѓумбир и витамин С, сето тоа е таму. Помага во намалување на заморот, за поддршка на енергетскиот метаболизам и така натаму. Без кофеин, затоа пите го и пред пладне и по пладне кога сакате. Уживајте во вкусот и дозволете телото да ви каже ајде, можеме уште со Good Nature Energo C. Луѓе, денес навистина е тешко да најдеш телевизор што изгледа добро во секоја големина, ама кај Hisense QLED тоа стварно функционира. Без разлика дали е 43 или огромни 100 инчи, сликата е жива, боите се богати, а деталите кристално јасни. И не е само за нови филмови, благодарение на AI, 4K апскейлерот, и старите снимки изгледаат многу подобро. А ако сакате спорт или акција, нема заматување, се е мазно и природно. Додадете на тоа Dolby Vision и Dolby Atmos и добивате вистинско кино искуство дома. Со Hisense QLED уживаш во секоја димензија. По секој тренинг мускулите имаат потреба од правилна регенерација, токму тогаш внесот на протеин е клучен. Брзиот внес на протеин по тренингот помага во опоравување и враќање на енергијата. Имлек протеин пудинг содржи млечен протеин и представува практичен и хранлив избор. Имлек протеин пудинг нуди 20 грама чист млечен протеин, кремаста текстура и богат вкус. Едноставен начин телото да го добие потребното по напорот. Имлек протеин е моќ на дофат. Мостот, знаеш, ова, како што кажуваш, ми делуваше далечно, недостижно и така натаму, а сега си тука. Прво во делче од тој мост е Мак Звезди и Драган Вучич, тоа е првото. И тука ти од тој момент на национална анонимност, верувам дека те знаеле во Кичево чим си настапал ти по 3 пати неделно, и те како таму си бил локално познат, ама државава те запознава преку Мак Звезди. Ај подсети луѓе, што беше Мак Звезди? Многу кратко. Мак Звезди беше едно музичко талент шоу, кој што траеше од 2007 до 2008, траеше некои си 9 месеци. Пријавени беа 30 надпреварувачи, 15 женски, 15 машки, од кои ја бев во нив. Ја ти 8 бројката имав на беџот, мојот омилен број, морам да го кажам. И баш и тој момент, јас во Кичево никој не ме знаеше Владко. Од тој момент ја таму настапував со Лозано. Баш им го Чекај, уште од тогаш? Уште од тогаш. И кога слушна информацијата дека некој Владко од Кичево настапува на Мак Звезди, не знае кој, ако им го кажат дека тој е Лозано, супер. Само ете не успеав некако и тој момент да го имам како именување. И имаше момент кај што му викаше на Драган, дај пишувајте ме Владко Лозановски Лозано барем. Покојен Драган ми кажа, ако сакаш ти, ќе сакаат и сите други. Да, така е, да. Тоаш му добро, окей, нека оди вака. И тоаш се пее скоро секој викенд. Значи тоа ако е 9 месеци, не знам колку песни се испеаја таму. И претходно нормално беа М2, имаше Идол, и ова беше на моја шанса каде што да се представам моите квалитети, да кажам, перформанси, да ги представам и на таа бина. Претходно беше М2? Претходно беше, да, М2. Таму се пријави? Си имав пријавено, но за жал не влегов во А стигна до негде нешто или? Не, стигнав само на првичната аудиција, едноставно не поминав понатаму. Да. Може би поради тоа што имав премногу вистина трема. Нормално за оваа работа си треба и некој човек кој што мора да ја стави тремата настрана. Но ете имав некоја втора шанса да на Мак Звезди да се пријавам. Не си ни пријавив јас, туку мојот другар Цимер кој што ми беше во студентските денови, Оливер Велјановски, го поздравам од Прилеп. Тој ме пријави и вика мора да одиш. И плюс и Оливер се пријави. Ама не мораше помина. да испее нешто за да ја да започнам некако да Значи, со други зборови, он е заслужен за барем 3% од хонорарите. Дефинитивно, да. Често на многу наврати порано сум го кажувал тоа и да, морам да го кажам. Ајде да се подсетиме на некој од песните. Режија има повеќе таму за избор,
Ајде да го видиме Владко во Мак звезди како изгледало и како звучело. Ајде. Стои, немам снаге за крај, а то не умем да изведем. Када не волим ни сам леден и теби е јасно никада ја нисам бил твој. Како ти делува? Вака кога слушаш, знаеш што си бараш замерки пример. Да. Да, стварно? Па добро, тоа било друго време. И да, ова беше песна од Жирко Ксимовиќ. И баш онака и сакав и сам да си отсвирам и да отпевам и добро помина. А видиш, ја на пример гледам и се воодушевувам. Не од аспект дека нема на што да најдеш замерка, него прв, ран настап медиумски. Нема толкава медиско искуство, треба храброст, треба да се одважиш, треба да ја победиш тремата. Да, дефинитивно. Така да стварно е за секоја чест. Ај уште едно пуштете, дур сме тука кај Мак звезди. Ајде. Виси блесок што постои, трепет од криљан од гулаби, срце ми со забавот. Одлична песна. Џафер. Едно од топ 10 на јубави македонски. Да. Ја мислам. Мислам дека нема настап ова песна да не се отпее. Мислам, ја цел живот ја пеам ова песна и ми е едно од помилените македонски песни. Секоја чест за Џафер има испеано феноменално зверски. Да. Ова е еден од големите евергрини македонски. Реално треба сите да си е. Сонце за три светови, апсолутно, да остане во книги. Обично кога ја пеам тај, обично си ставам и некои други песни кои што се во таа емоција и некоја ще ставам. Не можам од тебе да оздравам, ја имам само ноќва да видам, ја сонам. Да бидува сендвич некој. Живота ја сам ти ја сам. Па ти знаеш, слична емоција има. Крај на свет. И не е крај на свет, тако заминеш. Супер. И така си гледам некои песни кои што се во слична сентименталност и овие се прекрасни песни кои што генерално често ги знам да ги испеам. Апсолутно. Влаче, ако не се лажам, во текот на шоуто Мак звезди, цело време фаворит, на крај втор. Трет? Да. Те повреди тоа? Не. Зошто не очекуваше да ќе победиш? момент. Не се замараше со тоа кој ќе победи? Па едноставно на некој начин и во текот на целото шоу се надзираше таа нескромно од моја страна кажам дека сум бил фаворит, но едноставно ми беше мило што ми се пружи шанса за да излезам од како локален пејач, па да македонската јавност ме дознае како изведувач и едноставно воопшто не ме погоди тоа. Знам дека треба да продолжам понатаму, да го докажам тоа што го имам, да се градам како пејач, како да се прават песни, албуми и фала му на Бога што дојдов до тоа. Знаеш, ти знаеш многу добро, ја бев дел од А1 и таму работевме. Се дружевме тоа дефинитивно. Апсолутно се знаеме многу одамна. Тоа беа ни убави времиња каде што и македонската музика имаше каде да се представи. Ама знаеш, јас се сеќавам, имам чувство, знаеш, тоа кога го правевме ние идолот. Тука не им беше баш седно кој ќе победи, слично, знаеш, тука имаше многу и тензии, сопки, што ти ја знам, притисоци. Ја од тој аспект те прашувам и за очекување да ти било криво, така да, знаеш, и да е така, е сосема нормално, ама ова што го кажеш ти е уште повеќе за поздрав. Можеби дека тие шоуа можеби пократки беа, ова траеше скоро цела година. Едноставно имавме на голема дружба, ние си бевме многу
големи пријатели сите кои што се надпреварувавме таму, се гледавме буквално секој ден и до ден денеска со одредени надпреварувачи што беат на Мак Звезди, ние се дружиме, Има се некоја слушаме. кариера? Сериозно, стварно прашувам. Да, не има, сум како гледал. не, да. Да, има пејачи Морам да што- го поздравам Дарко Илиевски кој што Добро. исто така продолжи со своја кариера. За жал застана до одреден момент. Се надам дека пак ќе се врати и ќе почне да снима. Тој е моментално во живее и работи во надвор. Соединетите американски држави. Да се поздравам Емилија Мицеска, но таа продолжи во други води, во актерството. Кирил Митовски, кој што е фронтмен на група Маестро. И ред други кои што произлегува од тоа талент шоу, музичко шоу. Браво, видиш. И едноставно нема тука да се замеруваме кој ќе биде прв или А втор. кој победи? Едноставно музиката за мене не Подсетија јавноста кој победи? победи мојот пријател Јане Донимагловски тој момент. И како според мене музиката не треба да се Не е надпревар не е како надпревар, спортот, не е што атлетика на пример, па кој Така, ќе ја истрче. кој ќе или- фрли најдалеку. Да, кој ќе фрли најдалеку. Едноставно тоа е вкус. Така и затоа и Евровизијата како Евровизија или било кој фестивал, Добро, кај што и си бил. да. Се е тоа вкус. Например, ако некоја песна мене ми се свија, можеби тебе нема ти се свија и обратно. Така Да. да, има и добра има и добра и Така, лоша така, пресубјективно музика, е тоа. Па дури и лошата музика и за неа си има некој што си Апсолутно. си сака. И сега завршува Мак Звезди. Као што викам, сега си бил фаворит, не си бил фаворит, да го фрлиме на страна. Ама веќе те знае јавноста. Веќе те видела, веќе те гледала, знае дека дечко може да биде нешто. Е после интересно. Што се случува после? Завршува шоуто, готово. Океј. И? Не знам, те бара некој, ти се јавува некој, Да, ти да, вика... и тогаш имаше моменти каде што во моментот кој што функционира и менаџери, менаџерски куќи, имав Да. нормално понуди, но исто така и проби за да се направи мојата прва песна. Добро. Морам да кажам дека во тој момент имав среќа да се знам со мојот пријател Лазар Цветковски. Така. Со кој што заедно- беаш до ден денес, се Да, студиравме заедно на факултетот во Скопје и не имавме идеја дури од 2005 да направиме некоја песна, но едноставно се случија некои моменти каде што се направи еден гап, една празен простор и па дојде нормално музичкото шоу, па после тоа исконтактиравме повторно со Лазе и баш му спомнам, му викам мора да направиме ние една песна која што ќе ми биде моја прва песна авторска, каде што би сакал ти да ја направиш таа песна. И излезе се роди Вратиме, каде што испеав на фестивалот Звездана ноќ веднаш после завршувањето на Мак Звезди, која што беше во Охрид. Значи, Таму Вратиме ти е прва песна? Вратиме ми е прва песна, а нормално и прв мој настап голем фестивалски, прво Гранд При, каде што Так. и победивме на тој фестивал. Прво по машко, значи Прво топ старт. по машко, но претходно имавме и многу, ете го Лазе. Само Лазе, извини, да се Магдалена вратам и на песна. Јович. На Лазе е комплет или учествуваш со текст или не знам? Не, текстот е на Милан Миланов, мојот пријател, кој што беше потпишан и на некои други мои песни, како Нема ден, нема ноќ. Сега моментално е во Норвешка, таму живее и работи. И од таму започна целата приказна. И ја морам да кажам дека од тој момент константно често се дружевме во Тетово. Јас се возев, се дружев со автобусот каде што на некој начин секојдневно одев до неговото студио. Додуша немаше тогаш студио, работеше тој Добро. дома. Со тоа што има, да. Да, тоа беше едно скромен момент каде што немавме некои очекување, но имавме на торба надеж, како да кажам. Бе, секој мора да Да. почне од некаде. Сега. Мора да започне негде и така. И тоа не беше лесно едноставно, после тоа требаше да се одржи тој, да има една конзистентност. Сакаш да кажеш, знаеш, моментов прва песна пука, освојува Гран При, Да, да. популарна, убава, све си викаш, ајде, сега треба ова да го... Да, Да продолжува. имавме среќа каде што тоа ни даде на некој начин кураж, Да, ветар. да, ветар во грб, еден пуш,
и едноставно не мотивираше дополнително да работиме. И во неговиот дом, во неговата соба, ја направивме после тоа и Обичен без тебе. Па имаше еден момент каде што тие песни, после тоа, се извинувам, ќе се вратам и на тоа, дојде Макфест, имав понуда од Хари Котларовски, каде што имаше една прекрасна песна Времето да застане, и па таму беше мојот прво учество на Макфест и најдобар дебитант и Гран При. Па Сонце не ме грее се роди, каде што Магдалена го напиша текстот На Лазе, прекрасен. сестрата? Да, Магдалена. И така бевме ние една цела фамилија, неколку луѓе, и до ден денеска ние сме... А Лаче, нели кога почнуваш сега кариера, дел од тебе стварно не сака да биде вклучен директно во или музика или текст или нешто, знаеш, кај е тука артистичката борба на дали да се вклучам или да оставам? Зашто па ако оставиш треба многу да веруваш, ако се вклучиш па треба да си сигурен во тоа што го правиш. Претпоставувам дека тоа е многу интересна дихотомија во главата на било кој артист. Па јас уште пред да излезе Вратиме, да се промовира, имав ја неколку песни кои што сакав да излезат во етер, но после тоа излегува како дел од мојот прв албум, а тоа беа Имали, каде што текст имаше мојот другар, комши од Кичево и кум Јоко Спасески, и таа неинтересна балада која што е со 7/8 такт. Па За кого ти е срцето, исто така беше негов текст и моја музика, но едноставно кога се прават песните на Лазар и на Магдалена, ја им верувам премногу. Тие ме знаат многу доволно што можам, што не можам. Дури нешто кога ќе им кажам ова не можам, знаеш, ми кажува Лазе, вика, знам дека го можеш ова, мора да го исполниш. Слушајме. Да, и малце може би некој тврдоглаво влегувам во некој момент, но кога ќе ти легне песната едноставно, кога ќе се пушти и гласот на одреден момент, кога ќе се запознаеме убаво со песната, и како сум можел да испеам некоја песна. Ќе им биде сигурно интересно на луѓето, знаеш, да навлеземе во процесот на пишување на песните, и ја те охрабрувам со конкретно, ако можеш да ни кажеш, знаеш, во таа песна, тоа и тоа, тоа баш онака ќе уживаме сите што ти ги знаеме, песниве. Колку има муабет, не работа, него муавет баш во тоа една песна да стане песна. Знаеш, сега ова што го кажуваше ти претходно, мене ми делува многу топло, емотивно, фино, знаеш, во мала соба, без не знам какви опреми, студија, не знам што, сепак се раѓале хитови. Да. Како? Знаеш, како одел тој процес? А па исто ми е интересно што директно не си вклучен во моментот на, ајде да речеме, пишување, него си само изведувачов, да кажеме, но па они те знаат доволно добро, како што рече ти самиот, да некогаш ти речат, ти не веруваш, ама јас знам дека можеш. Така. Е сега дај некако да пробаме пластично да ги објасниме овие работи. Знаеш, врати се во сеќавањето, ете сте во собата, таа мала каква што била, а се раѓале хитовиве. Па добро, може би сум бил на некој начин инспирација. И познавајќи ме, например, кои се моите вокални можности, познавајќи тоа каква музика сакам и каква изведувам, дека можам да се снајдам во одредени жанрови многу добро, едноставно можел да прави некои експерименти во одредени песни, каде што ќе прозвучат покрај мене. А тоа обично биле готови? Не биле готови. Не? Добро, имало нормално некое демо каде што... Што давал за почеток? Што бил првиот чекор? Еве, седите и што ти пушта за да чуеш? Обично кога ги Лазар и Магдалена и Милан, кога ги правеа песните, има некој пример, момент каде што е стих, каде што е главна карика во самата. Мора нешто да има каде што ќе ќе се обратиш на луѓето, на публиката. И каде што одредена публика ќе се пронајде во тоа. Пример, не знам, сонце не ме грее. Одличен стих. Го имаме тоа, значи, така? Го имаме тоа. А ја немаме песнава? Немаме песната, нормално. И сега, после тоа треба да се доградува. Така. Кога се правеле песните, се правеле нормално на гитара, на акустична гитара. И
кога се започнала таа песна, првично што позвучела е на како балада и песната е сонце ме грее каде замина ти и саме остави небо ти ми затвори. Одличен рефрен и после тоа нормално се приклучуваат и строфите и целиот аранжман. Мислам дека и Лазар и Магдалена има голема инспирација, нормално одлични музичари, каде што има, иако толку млади, но има многу квалитет, многу капацитет да направат една прекрасна песна, па и така произлези мојот албум именуван Лозано и каде што има феноменални песни како Нема да е крај на свет и Сонце не ме грее, па Душа варлива. Генерално сите тие песни се пројавиле на некои фестивали и имале одреден успех. Тие се секако и многу инвестирани во концертот на 7 март во Борис Трајковски, така, значи целиот тој момент на аранжманите што ги спомна Па добро, тие претходно, така ги работи Лазе. Така е. Тие се песни кои што излегува како албум во 2010 година, после откако излегува албумот има 16 години, но тие имаат првата песна нормално врати има од 2008 и се постари и тие се правиле тогаш во тој стил, така сме чувствувале дека треба да бидат, но нормално луѓето, публиката која што ќе дојде, нормално ќе ја чуе како што е оригинал линијата, но со еден свеж аранжман направен со многу Добро и визуелно многу различно, као право шоу. Дефинитивно. Да, ги повикуваме сите 7 март, Арена Борис Трајковски, неповторлив спектакл на Лозано и целата таа екипа која што ја спомнуваме во текот на разговоров. Ние сме збореле со Лазе приватно на тема, ама би сакал, знаеш, и пред јавноста, кои се тие хитови што ви изненадиле, дека станале толкави хитови, што сте мислеле дека, знаеш, како, окей, оваа нека пополни, а човече испаѓа да биде некоја масивна работа. Постојат ли такви песни? Да во процесот на правење не дека не им даваш внимание, ама као не ги ставаш баш чиповите дека таа ќе биде таа, а испаѓа да растори. Па секогаш кога бидејќи на непредвидлива музиката, непредвидлива, да. Едноставно тоа што сме ги правиле многу не сме размислувале на почетокот. Тоа што го имаме, што го чувствуваме, едноставно го пуштаме во етер. Како што доаѓа времето, нормално размислуваш следната песна да е уште подобра од претходната, нормално е да имаш уште повеќе квалитет од претходна. Но ете, можам да кажам дека и многу пати сум го, неколку наврати сум го спомнал, дека таа една од песните кои што воопшто не сме размислувале дека ќе стане хит, тоа е Километри. Се направило многу брзо и строфата која што е на Километри, првично таа беше рефрен. Тоа километри... Километри бројам далеку од себе. А нешто друго сме го имале како строф. Едноставно, па дојде моментот... Значи тоа требаше да биде рефрен. Да. Тој ми, на Јоргова ми фали. Испана тоа да е рефрен и имавме два рефрена. Сигаш да. Два рефрена во една песна. Немавме строфа во овој случај. И многу брзо се направи таа песна, многу брзо се сними видео. И после тоа имавме и среќа да излезе јако беше исто направена под брзо? Брзо, но под притисок, поради тоа што ние имавме договорено спот, а немавме песна. И заминавме за Турција без песна. Таму требаше да се снимава Кушадаси. Не знаеме песнава. Да. Имавме соработка со Савана тогаш и требаше да се искористи моментот, а немавме песна. И кога тргнавме ние за Кушадаси, со автобус бевме, пошто бевме многу голема екипа. Во текот на патувањето ние направивме јако. Чекај, во автобус? Во автобусот, да. Буквално со гитара? Беше и Даниел Јовевски дојден со нас за да го сними видеото, па знам дека имавме проблем, тој го донесе дронот, па човекот изморен легнал на кажи го на ранецот каде што е дронот, па дронот
го немавме дронот, моравме Перката се скршила или што ги, да. Перката. Едноставно тоа беше интересен момент каде што јако ја направивме по пат, снимивме таму и спотот, па после тоа како дојдовме сменивме некој аранжман, тоест Лазе го смени. Таа требаше да биде нешто со поинаков некој аранжман, нешто околу не баш може би овој... по фанк, по диско, но испана да е така поп фанк по момент. Да, тој момент. И излегува, и се испромовира километри јако, па дојде Надеж, камо тебе да ти имам. Големи хитови. Си се здружија со овие да. песни, си ги повлекува и имав еден па и самата промоција на 10 баш кај тебе во емисија беше испромовиран тој албум 10, тоа жолтото албумче. И можам да кажам дека е еден од моите најдобри албуми. Спомнавме претходно ДНК во конотација нели за кичево и слично, но сепак да одвоиме еден дел, тоа се беа заеднички пријатели со кои што типа особено беше ова близок и убаво би било, знаеш, да го спомнеме тоа. Не знам ни од кај да почнеме, ама ајде нека биде, знаеш, што ги правеше од новите работи, тебе кој први ќе ти дојдат пар работи што ги правеше посебни Андри Пачо, различни од сите овие останатите од, ајде речеме, естрадата? Од кај да почнам, да. Тоа што се случи голем шок и голема трагедија за сите, реално никој не можеме да се соземеме од тој момент и морам да кажам дека нешто ќе ни фали естрадата, се ни големи имиња, артисти, ќе ни фалат мене конкретно големи луѓе, големи пријатели и другари. Ние бевме многу блиски како луѓе, покрај тоа што бевме колеги, и кога започнав кариерата, започнавме нормално во соработка со продукцијата Република во 2008, кај што на некој начин бевме во основачите заедно и со ДНК и Врчак и тоаш беа во самата продукција Димитар Андоновски, Дарко Илиевски, така натаму. И ние се дружевме уште тој момент до последниот момент. Андри и Панчо беа едни големи другари, беа човечни, има човечност голема во нив. Секогаш кога сум седел со нив и има и да се насмееш и да споделиш некоја мака, така да ќе фалат многу и на естрадата и нормално во нашиот живот. Со Лазе бе исто големи соработници, како што тебе условно речено Лазе ти ги има направено, да. Ајде речеме неголемите хитови, тоа исто е и за ДНК. Да, со Лазе исто така беа многу блиски, направија одлични песни, одлични албуми. Криво ми е што требаше да направиме една убава песна. За жал ја започнавме, но не ја завршивме, за жал. Може би во некоја блиска еднина, може би ќе испадне некоја комбинација да барем да имаме нешто заедничко. И добро, таа јас колку што знам е снимена. Да, имаме и нешто снимено. Но само да речам, може би видела светлина таа песна. Делото на ДНК треба да продолжи и понатаму, да се слушаат песните. Јас во секој момент на секој концерт ја спеам нивни песни. И треба и нормално и сите мои колеги, сите оние кои што се занимаваат со музика, од почит да се интерпретираат дел од нивните песни. Апсолутно.
е тајната е крија. По моја кори знам и овој пат лажа. Слободно читај ми од усни. На нив те прочиташ ли нешто важно? Колку ли пати по тебе? Со нив сум љубел, но сум ги љубел лажно. Ми запишај Бог на планките, да видиш свето место за мене. Од тоа место до мојот сон, дели жива тешка еден дом, а дело не дели лако дно. Без тебе не чувствувам мор, од твојот образ до мојот сон, дели сон за тешка еден дом. Come погледна по чел, ние на пората не те сретна. Това е моето лажно лице. Кон тебе насо ночва, дај му да летне. Слободно чекај ми од усни. На нив ќе прочиташ ли нешто важно? Колку ли пати како тебе? Со нив сум љубел, но сум ги љубел лажно. Запишај Бог на планките, да видиш свето место за мене. Од тоа место до мојот сон, дели сон за тешка еден дом, а тебе не дели лако дно. И без тебе не чувствувам мор, твојот образ до мојот сон, дели сон за тешка еден дом. Запишај Бог на планките, да видиш свето место за мене. Од тоа место до мојот сон, не дели жива тешка еден дом, на дело не дели лако дно. И без тебе не чувствувам мор, од твојот образ до мојот сон, не дели сон за тешка еден дом. Кога вака ги гледам гостите и емисиите, сваќам дека времето лета. Затоа, дечки, без здравје ништо. Чувајте се и чувајте го вашиот имунитет. За денес ви го препорачуваме Good Nature Immuno, чајна мешавина со додаден цинк, за сите оние кои сакаат малку да му помогнат на својот имунолошки систем. Оваа мешавина помага за нормална функција на имунолошкиот систем и заштита на клетките од оксидативен стрес. Идеален е за денови кога чувствувате дека телото ви праќа сигнал дека му треба поддршка. Една шолја и веќе сте направиле чекор напред. Good Nature Immuno. Патот кон поздрава животна средина започнува од дома. Никогаш не е доцна да се започне правилно селектирање отпад во нашите домови, а надвор користете ги обележаните канти на Пакомак. Обезбедувајќи ни алатки и ресурси за ефективно рециклирање, Пакомак е тука да ни помогне во овој процес. Селектирај, рециклирај и биди дел од решението, не од отпадот. Заедно за почиста животна средина. Да свртам на по-убави за тебе лично работи. Тоа е веројатно најубавата работа, тоа е да станеш родител. А ти си веќе родител од таму крај на октомври 2024 како му доаѓа, кога на свет дојде Марко, така? Марко, да. Марко.
И знаеш, гледајќи наназад, што е тоа? Како го опишуваш тоа? Па тоа е едно непроценливо чувство. Се што е, јас сум на сцена, се што е кариерата, доаѓа во втор план. Марко ми е на прво место. И секогаш ќе биде така. Како улога, како татко сум многу Сакаше да бидеш? дефинитивно, да. Да, го имаше тоа во себе. Секако, да. И ми се исполни таа желба. Благословен сум што го имам едно прекрасно, убаво, несмејано, среќно дете. И како што кажав, тој ми е на првото место и се друго е Ако треба да се ставиш, иако е неблагодарно, но ако треба да се ставиш во фиока на каков, ајде да речеме, родител си, бидејќи има разни, па ќе речем, нормално дека има нијанси, не дека не е, сега, но да карикираме. Постојат строги, попустливи, не знам, некои што гледаат да се другари, некои што како се гледаш ти како татко? Еве, не мора ни во овој момент, но сепак сите ни имаме слика за себе си какви ќе се стремиме да бидеме. Како мислиш дека ќе бидеш? Па добро, сега во овој момент не би знаел искрено. Затоа уште е малечок Марко, но едноставно Ама контурите се гледаат уште од сега. Тоа исто. Дека би бил престрог, не ми се верува искрено, тоа не. Но нормално би го научил на некои убави манири, да биде пред се добар човек. Нормално, како да кажам, да гледа со емпатија према останатите, па како ќе дое времето, не можеме никој од нината да... Препознаваш делови од твојот татко кај тебе кога гледаш како се однесуваш со Марко? Па може би да, ние сме тесно поврзани околу тоа, така да претпоставам, има време и гледам дека полека, иако е малечок, сака музика, поради тоа што секојдневно си има пуштено музика од телевизијата, гледаме малце сега да ја ставиме настрана. Кога свирам, ми доаѓа и тој да свири демек нешто со двете раце. Нормално. И се ќе видиме што ќе биде понатаму, тој како ќе одлучи така. Поддршката има од нас. Што се да јаде најмногу? Пасирана храна. Така? Со вилишката му. Што сака да јаде? Не знам нешто. Овошје, зеленчук. Добре, чим се јаде овошје, зеленчук, Да. добар. Сега почнува малку лепче, саламче. Одлично. Ако. И така. Добро, горе-доле вака, знаеш, бидејќи тоа е си одзима многу време, си бара посветување, сериозно. Знаеш, Да. како тоа се менаџира, кој ти е модусот, на кој начин се договараш со секого, знаеш, да биде обскрбен, ти да можеш да излезеш, да се вратиш, дали тоа си бара големо планирање однапред, знаеш, како оди моментот? Планирањето дефинитивно треба однапред да се испланира. Добро што имам и поддршка и од неговите, од моите родители, и од сестра ми, генерално се недуваат кога нешто треба да се помогне, да се заврши некоја работа. Но ова е работа како да кажам, работа од дома, можам да ги некои работи да ги сработам и телефонски, но некојаш и со него, заедно со него и ќе појдам на некој состанок, но гледам да ги изменаџирам сите работи. Пример, дневно по колку часа си со него? Па се случува од 7 до 12 часа да сум најмалку. Дневно? Да, каде што го чувам него. Пример, под 3 часа си некој ден или не? Не. Не? Па добро, тоа е посветен татко, да ти кажам право. право. Да го има целото внимание со мене Браво. и ја искрено уживам кога сум со него. Учам цело време некои нови работи од него. Сакам да сум приклучен во сите оние работи нови кои што ќе ги направи, да бидам сведок понатаму. Не знам, на првото чекорење, на првото запче, не знам, прв пат кога ќе падне од кревет, првиот плач, насмевка или... Да, прво зборче. Да, прво зборче. Прва гримаса, некоја глумење. Да, би сакал да сум тука приклучен во тој емотивен момент. Не од негативен аспект, но од искрен, реален аспект. Велиш промени све, така? Значи,
пред и по Марко не е исто, Не е ништо, не. така? Не е исто. И имаше работи кои што стариот Владко не мислел дека може без нив, а сосема може? Ме сваќаш што сам да кажам? Така, да. Не знам сега што е тоа, може да е било што, може да е дружење со пријатели, може да е не знам какво излегување до сабајле, појма немам, може да е Да. PlayStation играње, појма немам. Да, веќе тие работи одамна се У втор план. втор план едноставно И у трети, четврти. да. Добро, едноставно морам да ги поздравам и сите оние мои соработници кои што знаат во каква ситуација сум и има толеранција нормално. Нормално кога треба да одам во студио и Лазар и Магдалена знаат дека имам обврски према Марко и едноставно тоа е денот кога треба да појдам во студио, пример, и едноставно претходно и после тоа не би можело, едноставно се најдува време кога е мојот да кажам ден кај што ќе се посветам на во студио да пример да видам дел од снимањето на Така. на нова песна и така натаму. Така. Ќе те прашам брзи прашања за крај. Ама одговори ми ги онака баш брзо, не дека се финта, него Нема чисто за да се добие инстинктивниот одговор. Песна што гарантираш никогаш нема да ти здосади од пеење. Никогаш не ме издосади. Дали ќе те радува, ќе те прави Одлично. посреќен. Кога мене ќе ме немаше. Супер. Песна што најмногу те враќа во тинеџерство, детство, некој така рани, еве не нормално не твоја, бидејќи не си имал песни као дете, ама која е некоја песна што ево олицетворение на детството? Па може би нешто Deep Purple, еве се Sweet Child, Child in Time, која би ја Може. слушнал таа тема на пример. Да, и си викаш, ето, Или има тоа е една тоа. песна од Генерација 5. Добро, да. Ти само буди доволно далеко, за тебе постои други некој. Дунак си ради врта цело. Да. Се тоа ми дојде како така нешто Одлично. во моментов, Одиме кој што друго. треба брзо да се одговори. Песна што е потешка за пеење од колку што изгледа. Од мои песни треба да Како сакаш? Ја би твои да се. Бидејќи фановите ќе им биде подраго, знаеш, да чујат нешто така. види се може кога би не кога пеам изгледа. песни од моите песни имам кога треба некои песни да се врзат пример, има потешкоти на пример во кондицијата. И избегнувам на пример некои песни да се заедно. Така. Кој не би ги врзал? Па не би ги врзал, сигурно Купиме не би ја врзал со блиско до мене и ова лето ќе се памти или Тие три не може една по друга. мора да има барем некоја кај што би зел здив. Так. Купиме можеби на прво слушање Аха. можеби едноставно, но не е баш те како е захтевна песна. Оди пробај. Да. Песна? Да. Таман си, го одговори. Песна што секојаш пали, како да кажам, на концерт. Знаеш дека не мора ни концерт да е, кај да си, значи на кој да е свирка, знаеш дека оваа ми е зицер, секојаш да. кога ми треба да се извадам, одам со неа и публиката се крева. Па нормално, јако и километри ми се Така? зицери. Така да на моменти кога се испромовира, не само 2 пати, дури 3 пати сум ги пеел. Мислам, самата публика ги сакала. Имало моменти кога сум започнал со тие песни, и на средина ќе ги испеам, и на крај, па дури на бис. Така. Така да, тие се некои песни, а има песни, например, од други мои колеги кои што и сака, не знам, свирка наставне поминува нормално Тоше, има прекрасни песни, било која песна да испееш од него, публиката ја знае. На моменти имаше Тајно моја каде што ја пеев и сите ја пеа и се уште пеат. Па некојаш ќе ја тргнам, не ќе ставам некоја друга од него. И моменти каде што пак се Воскресна Дирлада е една прекрасна номера. Повеќе се такви. Да, во моментов каде што се вратија. Да. И има одлични песни кои што како што спомнате, ти се зицери. Да. За крај, ќе има и такви некои изненадувања и на 7 март Борис Трајковски? Па би сакал, да, и гледам да ги има. Така, браво. Да ги изненадам, публиката и со нешто такво. Во претходниот мој концерт во Борис
Немав такви моменти, но сега би сакал нешто и во друго светло да ме Супер, видат со супер. мои интерпретации на некои песни кои што не се мои лични. Па за да одмориш помеѓу блиско до мене и Да. јако како кој Да кажа се земе таму. малце воздух. Да се земе воздух малку. Ова е визуалот. 7 март, Арена Борис Трајковски. Секако ќе кажем и благодарности за луѓето што поддржуваат, бидејќи, нели, ете, конкретно Мак Петрол овде верувам како генерален партнер ставен, ама поентата ми е исто и поздрав за сите оние помагатели на македонската поздравувам музика. сите исто. Јас Знаеш, голема благодарност до сите оние кои што поддржуваат македонска музика, Така. македонски изведувачи и ги поканувам сите. Јас лично на 7 март ќе си поминеме преубаво заедно со цела екипа што ќе бидеме на Бина. Мојот бенд со сите танчери, буквално со сите и Арена Борис Трајковски 7 март. така е. Меѓу партнерите и Алкалоид, кој што иако не е тука, исто го споменуваме како помагател на концертот на 7 мај, на 7 март, извини, Арена Па и Борис мај нека Трајковски. ќе направиме. Зашто не? Зашто да не? За тебе од Good Nature секако најдоброто од Македонија. Ова е наш мал подарок за тебе, ова ти е од сега. Благодарам. Влаче. Браво, благодарам Најтазен најмногу. на свет. Буквално Баш. од Секоја ви сегашното чест. твое Прекрасни гостување. фотографии. Ќе си имаш спомен, а за крај повик до публиката. Јас знам дека и нема баш останато некој голем број на карти, така што ве охрабрувам од тие малкуте карти што се останати, ако сакате да ги уловите подобрите, одете си на kupikarta.com, така? Да, Таму. kupikarta.com. kupikarta.com. 7 март, Арена Борис Трајковски, километри љубов, Километри љубов. како што е насловен Така е. целиот проект. Влаче, со среќа, да биде секако Фала што ти, треба, да си жив и здрав. и здравие Боже, да си се видиме и да не чекаме пак 6-7 години за наред. Не како што кажа на 7 мај. 7 мај година На следниот. 7 мај продолжуваме пак. Браво. Лаче, жив здрав. Се најубаво. Поздрав. И се да направам и колку да те сакам, ти пак забораваш, се помаку ме сваќаш, знам ова лошен знак, што ме достига. О, дали ќе те радува, ќе те прави посреќна, кога мене ќе ме немаш, кога мене ќе ме немаш, дали крај ти посака, за да бидеш посилна, кога мене ќе ме немаш, кога мене ќе ме немаш. Од тебе научив, љубов е само игра, неверна приказна, во која храбар бира